антиреформската влада на СДС целата своја неодговорност и неспособност ја покажа и во предлог ребалансот на буџетот. Со ребалансот на буџетот се кратат суштински проекти во интерес на граѓаните, а се зголемуваат ставките кои треба да ги поддржуваат ситно партиските интереси на СДС. Почитувани, еве само неколку од десетиците нереализирани потези и нерационални потези кои владата на СДС планира да ги повлече со ребалансот на буџетот. Дополнителни 2 милиона денари за службата на општи и заеднички работи, преку кој пред известно време отпочна постапка за набавка на октоподи, морски плодови и екзотична храна. Дополнителни 42 милиона денари за набавка на нова опрема во владата. Дополнителни 20 милиони денари за времени вработувања за 5 месеци во сите министерства, со што веројатно ќе ги покриваат партизирањето на институциите од чистачка до министер, како што и најавија. Овој процес веќе е отпочнат со вдомување на партиските војници и соросовите платеници, кои ќе земаат плата на грбот на граѓаните. Дополнителни 66 милиони денари за договорни услуги во Министерството за надворешни работи. Дополнителни 31 милион денари за финансирање на невладени организации од областа на земјоделието со цел да ја покријат катастрофалната политика која водат во овој сектор. Антиреформската влада на СДС ќе ги обезбеди сите овие средства на сметка на кратење на проекти и на пари кои се во интерес на граѓаните. Имено, за да се набавуваат морски плодови, договорни услуги, нова опрема, привремени вработувања, да се финансираат невладени организации, ќе се кратат средства и тоа најмногу од Агенција за млади и спорт, кратење 13 милиона денари од проектите за млади. Кратење на 80 милиона денари и поништување на проектите за ревитализација на амфитеатрот во Скупи. Укинување на пари за изградба на индустријската зона во Избегово. Укинување на проектот целосна жичара до Водно, кратење на 30 милиони денари за градба на спортски објекти, кратење на 155 милиони денари за градба на студентски домови, намалување на 15 милиона денари за изградба на училишта, кратење на 8 милиони денари за реконструкција на училишта и кратење на 85 милиони денари за изградба на спортски сали. Кратење на 28 милиони денари за изградба и реконструкција на домови за стари лица. Кратење на 3 милиона денари за реформи во судството. Кратење на 700 милиони денари за ставката за модернизација на армијата. Сето ова се само дел од штетните потези кои антиреформската влада на СДС ги планира да ги прави со цел да обезбеди партиски интереси, а со кој директно им штети на граѓаните на Република Македонија. Ова е ребалансот на буџетот кој не носи реформи, туку е со цел да му удоволи на плановите на Зорен Заев за целосно партизирање на државата од чистачка до министер. Благодарам.